Добар ден и добро дојдовте во новото издание на Зебра. Во светлото на последните случувања во Македонија и отварањето на интересни теми за време на кампањата за овие последни локални избори, но особено по трагичното загинување и заминување на колегата Никола Младенов, си даваме за право денеска да прашаме постои ли истражувачко новинарство во Македонија. Страната што јас и Маја денеска во оваа дебата ќе застапуваме не го негира постоењето на истражувачкото новинарство во Македонија, туку само потенцира дека неговото постоење во оваа земја е сведено на минимум, што е недозволиво за една демократија и реално тоа неговиот притисок врз општеството, неговата улога е речиси исто како и да не постои. Истражувачкото новинарство е еден дел од новинарството како професија, значи не само во Македонија, туку и надвор. Значи тоа е еден дел од поголема слика на информирање на општеството, на пронаѓање стори, на раскажување, на пренесување информации и така натаму, меѓутоа сепак е дел од една поголема слика. Значи тоа истражувачко новинарство на запад можеби е клучно за големи општествени промени, за процеси, за паѓање на влади и така натаму, меѓутоа сепак и таму е дел од една, како да кажам, поопшта слика. Значи тука е и клучната работа што во моментот се случува во Македонија, особено во последниве години. Значи, генерално новинарската професија и новинарството во Македонија, условите во кои што тоа работи се полоши и полоши и во овој момент дури може да се каже дека професијата е спуштена на колена. Значи, во такви услови истражувачкото новинарство речиси да нема простор да обстојува и да се бори и да пласира теми кои што се уште по контроверзни, да речеме, од некои обични информации. Значи, денеска кај нас на пресконференции се класифицира како некултурно и невоспитано да се прашуваат незгодни прашања, значи не само на политичари, тука можеби и на бизнисмени и на други луѓе, институции од општеството, а камоли да зборуваме за истражување за некои теми кои што можеби да сменат целата слика на македонското општество. Значи мислам за оваа ситуација повеќе причини има, меѓутоа сепак мислам дека една од клучните е што самите граѓани не ја сватија коректорската улога на медиумите во македонското општество во изминатите 20 години. Значи таа ситуација кога луѓето, гласачите не се свесни дека медиумите им се сојузник во нивната борба за подобар живот, сите што се на позиција на мој ќе искористуваат за да ја понижат таа професија. Затоа таа професија кај нас во моментов е на многу ниско ниво. Фактички тоа и пред некој ден го потврди Марк Грубер, директорот на Европската федерација на новинари, кој што кажа дека во поглед на медиумите во Македонија се оди еден чекор напред, меѓутоа и се прават во исто време и два чекори назад. Значи се додека е така, се додека генералната слика за новинарството е лоша, ние не можеме да зборуваме за силно и независно и влијателно истражувачко новинарство. Во денешно време, во овој наплив на медиуми и можности за изразување новинарско, значи погрешно е да се каже дека нема можности и дека е сведено на колено истражувачкото новинарство кај нас во Македонија. Особено ако ги земеме во предвид и телевизиските магазини и репортажни емисии кои што постојат, еве ќе ги споменам како и со име и презиме и новинарите Снежана Лупевска и целиот нејзин тим кој што стои зад емисијата кој една од најгледаните кај нас во Македонија, потоа од дневните неделните весници Фокус, Република, зарем тоа не се примери кои што кажуваат дека кај нас во Македонија постои истражувачко новинарство и дека се е сведено на онолку колку што и граѓаните и моментот го определува нивното постоење. Значи постојат и репортажи, истражувачки стори и во дневните магазини и дневните весници, па дури и на вестите на самите телевизии се имаме такви огледала, но генералниот проблем, значи не е само проблем во Македонија за намалувањето на истражувачкото новинарство статистички гледано, кое што постои и во Америка и во другите поразвиени демократии, е начинот на живеењето. Значи во денешно време кога имаме толку брзо темпо на живење, толку брз ритам на живење, зарем мислите дека едно истражувачко, дека луѓето ќе сакаат да ги читаат истражувачките стори или ќе сакаат да ги восприемат само брзите и конкретни информации, суштината на веста. Точно дека истражувачкото новинарство носи промени во секојдневниот живот, во економскиот, социјалниот момент на живењето на човекот, но во денешно време кога секој се бори за нешто повеќе и кога од денот од 24 часа
очекуваш да продолжи уште повеќе, никој од нив нема да сака да ги чита тие долги истражувачки истории. Сведено е новинарството на куса информација, пласирање. Тука е тој генерален проблем за опаѓањето на истражувачкото новинарство кај нас, според моите размислувања и она што досега го имам искусено, и не мислам дека тука е нешто виновна политиката, системот во кој што се живее и така натаму, затоа што примерите на опаѓањето на истражувачкото новинарство, не непостоењето, го има и во Америка и во другите со поразвиени демократии. Скоро да нема ситуација во која помалку сум се согласувала со тебе. Прво би направила дистинкција меѓу тоа што е истражувачко новинарство, што е дневно информирање. Не смееме да го поистоветуваме истражувачкото новинарство со пишување на стории на база на проток на информации. Ви се јавуваат од некоја институција, ви дојавуваат за нешто и вие пишувате сторија. Истражувачкото новинарство е еден комплексен процес. Тој подразбира вие самоиницијативно, тој е оригинален производ на самиот автор. Самоиницијативно авторот тргнува да истражува некаква злоупотреба, некакво прекршување на закон, на процедура од страна на институција или од страна на индивидуа. Кај нас се прави замена, субституција, значи се нарекуваат истражувачки истории оние кои што се напишани на база на она што реков дојавување или проток. Такви истражувачки истории речиси да нема. Зошто? За да постои истражувачко новинарство, онакво мојкно, какво што иницира промени, како што спомна Александар, во Соединетите Американски држави, например, како што има, да не заборавиме дека аферата Watergate, Никсон беше сменет како резултат на едно такво истражувачко новинарство. Гледам 3 причини зошто нема такви услови. Прво, треба да постои мотив, желба и талент кај новинарите. Може би талент постои, има такви талентирани луѓе, меѓутоа мотивот е сведен на минимум затоа што нема импакт, нема влијание со она што се пласира како истражувачка сторија. Да ве подсетам дека сторијата која што доби награда во 2011 од МИМ за истражувачка сторија, тоа беше списоци за обезбедени гласачи. Таа сторија немаше никаков импакт врз институциите, немаше никаква истрага, не видовме отчет и транспарентно што се случило како резултат на таа сторија. Се сведува кучината, лаат карван од цифрови. Тоа ги обесхрабрува медиумите. Второ, потребни се финансиски средства за еден новинар да се посвети на истражување. Тоа е долг процес, 3-4 недели, може би повеќе. Треба некој да го финансира. Јас не гледам во ниеден сопственик од актуелните медиуми кој што би го направил тоа, да го финансира новинарот за тој да работи на истражување на некакво демистифицирање на некаква афера, туку напротив, медиумите се во обратна позиција, на едно вулгарно инструментализирање во тесни интереси. И понатаму потребна е простор за широка објава, значи не е доволно ако го објавите, премногу е замена на тези, тоа имало многу медиуми, па сега имало простор каде се објави сериозен нов медиум да објави таква истражувачка сторија, само може да покрени некакво влијание и тоа е во прашање. Најголем аргумент дека во Македонија во 2012, да видиме кои биле истражувачки истории, конкретно да зборуваме. Сдруженијето на новинари на Македонија во 2012 ги додели наградите за истражувачка сторија на медиумите и новинарите заради професионално известување од собранието. Тоа е друг стандард, тоа имплицитно се подразбира во нормалните држави, во нормалните развиени демократски општества, дека новинарите треба професионално да известуваат. Значи немало ни една сторија која што излегла, направила некакво влијание, која што излегла од клишето за таа да биде наградена. И врв цинизам на крајен цинизам на ова кога зборуваме за истражувачко новинарство ми е последната вест која што ја прочитав, дека 15 новинари се вработуваат во Министерството за внатрешни работи во Кримтехника, каде што тоа беше информација на Breaking News, тоа не е точно. Тоа ми е добро, во ред, меѓутоа тоа ми е цинизам и дури може да е возможно во едно вакво патолошко општество, не можеме веќе ни да правиме дистинкција меѓу тоа што реално се случува, што е пародија. И нормално е дека јас не можев да верувам дека тоа се случило, меѓутоа нема да се изненадам дури реално да се случи. Дотаму се отидени работите. Затоа верувам дека во Македонија нити сме имале традиција, ниту пак имаме услови за да се развие едно такво сериозно истражувачко новинарство, кое верувам дека би било предизвик за секој амбициозен млад новинар. Значи, доколку под истражувачко новинарство подразбираме наоѓање, откривање и пласирање на информации кои некој друг се обидува да ги сокрие, тогаш во најголемиот дел од дефиниции што ќе ги најдете ни светот за истражувачкото новинарство, ќе најдете и забелешката дека
тоа е нормално оној жанр во новинарството во кој другата страна нема да сака да ви помогне. Значи не само што нема да сака да ви помогне, напротив ќе се обиде и да ве стопира. И тоа е сосема нормално, значи и затоа не може да се очекува дека не знам истражувачко новинарство ќе се базира само на официјални изјави. Значи да, навистина бара истражување, но не може да очекуваме дека тоа ќе ги добиете информациите на пресконференција. Мислам на која што ќе поставите некое прашање кое што ќе го пренесат уште 30 други медиуми. Нема општество во кое што властите, било кои да се, компаниите, различни типови на организации, па и индивидуалци, нема да се обидат да сокријат одредени информации, но мора да се прави разлика од она што е важно за јавноста, значи она што е важно за луѓето и она што е сепак некаков личен простор кој што треба исто така да се запазува, но исто така ќе најдете секогаш многу луѓе кои што се желни и волни да споделат информации со вас, се разбира доколку им пристапите нели професионално и доколку успеете да ги лоцирате кои се тие луѓе или како што впрочем и оној британски познат публицист Лорд Нортклиф вели сето она што некој се обидува да го сокрие е вест, а сето друго е маркетинг. И јас не би рекла дека македонското истражувачко новинарство заостанува за сетото. Значи погледнете колку луѓето на вистина сериозно работат. Значи и тоа работат на теми кои што не секогаш задираат во политика, иако кај нас се е поврзано длабоко со политиката, но работат на теми кои што се однесуваат на градот, кои што се однесуваат на криминалот, кои што се однесуваат на образованието. Значи имаме една група, да вистина може да бидат и повеќе, но имаме една група на вистина професионални новинари кои што голем дел од своето време го поминуваат во истражување и чии што производи на вистина можат да се мерат со, да речеме, сите оние светски производи новинарски кои што може да водат до одредени награди. Зошто тоа нема ефект во општеството како што спомна? Тоа е едно друго прашање, но тоа не може да го направат медиумите. Значи медиумите не се или новинарите кои што ја отвараат приказната, значи тие не се во ситуација да го притискаат системот. Значи во смисла да мора да се реагира или да има одреден импакт. Значи зошто е публиката инертна? Зошто се институциите инертни? Значи новинарите се тука за да ја отворат темата, за да ги соопштат фактите. Дали понатаму ќе реагира јавниот обвинител, судските инстанции, па дури и под притисок на јавноста сето тоа може да се издигне и да се предизвикаат одредени промени. Кај нас имало промени, сетете се на оние брилијантни теми кои што ги работеа колешките тогаш од Вест, мислам сега дел од нив во Дневник, дел во Вест, околу вилата на Водно, така наречен случај. Значи брилијантно истражување подкрепено со сите факти и така натаму, кој што навистина води до одредени поместувања во општеството и одредена корекција во општеството, менување на закони, менување на систем, менување на луѓе. Конечно тоа е суштината на новинарството, ако на истражувачкото новинарство, ако не доведе до промена на она што е погрешно во општеството или во одреден систем во тој момент, тогаш се е залудно. Но факт е дека сега ако почнеме да ги редиме, ве направивме еден обид на нашите социјални медиуми пред малку, значи во една минута можеме да наброиме барем 10 на 15 добри новинари кои што може да работат на исклучително професионални истражувачки теми и имајќи го предвид и она што Игор пред малку го спомна, дека ресурсите се ограничени, дека многу малку се оние медиуми кои што може да си дозволат и ти како што кажав, впрочем да дозволат значи да финансираат долгорочно истражување. Но тоа не може да го очекуваме ние од дневните медиуми. Дневното репортерство е сосема поразлично и ние од тие новинари и од тој тип на информирање не може да очекуваме истражувачко новинарство, но имаме информативни емисии кои што одат еднаш неделно или еднаш месечно, имаме магазини кои што сериозно работат на теми, си даваат понекогаш недела, 2-3 за истражување и за проверка на фактите. Така што тврдам дека кај нас има навистина добри новинари и има многу материјал и мислам дека создаваме, односно новинарите создаваат навистина добри новинарски производи. Има новинари, значи не е Да, спорно никој не дека го негира има, никој тоа, не го негира. Тоа Нема нито застрашувачки е трендот на во општеството генерално, значи од центри на моќ па се до најниско ниво, како тој простор се повеќе и повеќе се стеснува. Значи ние донесовме лани закон за декриминализација на клевета и навреда, значи кој што направи еден, пак ќе се навратиме на тој еден чекор напред, два назад, кој што направи еден добар чекор, значи ја извади клеветата од кривично дело, ја смести во граѓанските дела, меѓутоа направи два чекора назад во поглед на тоа што сега максимална казна за клевета и навреда е 27.000 евра. Значи и сега од досегашните неколку случаи кои што се во процедура, сите бараат 27.000 евра. 27.000 евра за македонски медиуми значи крај, значи тоа може да биде веќе затварање.
мање. Значи, тоа е една спрега која што оди прво чекор кон автоцензура во самиот медиум, па автоцензура на индивидуално ниво и на крајниот резултат немање никакво истражувачко новинарство. Значи никој не негира дека постои кај нас. Постои истражувачко новинарство, меѓутоа трендот на неговото замолчување е тука е проблемот што е се полош и полош. Да, но тоа е под услов кога изворите се базираат на она што Маја го кажа, дојави. Значи, истражувачкото новинарство подразбира вие да си го подкрепите тоа што го кажувате и што го тврдите со докази, максимално колку што е тоа возможно. Протокот на информации не мислам на тоа дека анонимен е изворот, туку дека изворот тебе ти сконтактирал. Тоа не е истражувачко новинарство. Информацијата сама ти дошла тебе. Ти се јавуваат тебе од ДБК и ти кажуваат информации, ти од тоа правиш историја. Тоа не е. Истражувачко новинарство ти инспирирано од некоја приказна повод, како и да е, одиш да истражуваш. Но факт е дека доколку ги имаш сите доказни материјали како што тоа го имаа колешките кога ги правеа списоците, не знам, избирачки, значи се гледаа списоци, снимени јавувања на луѓе, значи кога вие ги имате реално доказите додека сте ја работела одредена приказна, мислам дека нема така лесно да го изгубите спорот, и да бидете казнати со 20.000. Тука, значи конкретно за тој случај немаше некој спор, да речеме, на клевета и навреда, тука требаше институциите да реагираат. Точно. Значи ние генерално како држава во изминативе 20 години. Но тоа не е вина на истражувачкото новинарство и на новинарите, на медиумите. Таквите ситуации обесхрабруваат, зашто нема разврска случајот, зашто јас да пишувам, да истражувам 3 недели, 4-5, кога нема да има никаков ефект во општеството. Ама како ќе да има ефект? Значи медиумите, велиш, јас само да се навратам на она што во твоето излагање го кажа, дека моќните медиуми, стандардните, верувам, телевизиите, мислиш, дневниот печат. Значи, само еден пример ќе наведам со случајот со Мартин Нешковски. Од каде потекна целата иницијатива и за масовни собири и за протести? Од Твитер. Од Твитер и од Фејсбук, така, но не е истражувачко новинарство, но понатам не Маја, значи сакам да кажам колкаво е влијанието на тие нови медиуми каде што имаме такви примери, случајот еден од фамозните документарци кои што произлегува минатиот месец на 5 наши колеги за Скопје 2014. Тие не се објавени по Игор, кога гледаш дека медиумот го гледаш не само како влијание во електронскиот. Порталите немаат финансиска моќ да финансираат, ако конвенционалните медиуми не можат тоа да го прават, порталите уште помалку, тие се на работна екзистенција, живеат од комерцијално, значи во таа смисла јас велам дека нема медиумски простор. Можеби дневните медиуми не може да се очекува да поттикнуваат истражувачко новинарство, но во Америка на пример тие ги купуваат истражувачките стории од фриленс новинарите или новинарите на оние групации како што е на пример ProPublica, тоа е независна непрофитна организација која што меѓу нивните новинари 8 добитници на Пулицерова награда има. Тие моментално се занимаваат со истражување како нелегално богатите финансиери вризгуваат милиони долари во политичките кампањи. И такви некои навистина фасцинантни истории не се плашат тоа да го прават и тие се финансираат на база на донации. Тие стриктно, принципиелно одбиваат пари од владата. Добро што го извини да прекинам само што го спомнат 5 истории за Скопје 2014 супер истражувачки приказ, меѓутоа тоа е добар пример, значи ако кај нас телевизијата е најмоќен медиум, а ниту една таква сторија до сега не нашла простор на телевизиите, тоа што ти покажа колку е стеснет просторот за истражувачките стории. Ама ќе го најде својот крајен корисник. Да, меѓутоа импактот е различен. Далеко поразличен. Значи, но тоа не ги спречило тоа што нема да се емитуваат на телевизија, не ги спречило тие новинари да ја сработат сторијата. И не дека нема истражувачко новинарство, ниту пак услови за работа, услови има. Важен е според она каде што сите сме согласни импактот, дали ќе биде поголем импактот точно, но сепак ќе си го најде крајниот корисник и пораката на кого е упатена ќе биде до стасена. Да не должиме. Да, добро, можеме дискусијата да ја продолжиме и на социјалните медиуми, секако. Лично засегнати. Да, апсолутно, но се надевам дека и гледачите ќе најдат интерес во оваа тема со оглед на тоа што таа има влијание на целото општество и на демократијата во едно општество. Ги очекуваме вашите ставови на Твитер и на Фејсбук, веќе ги знаете нашиот хаштаг Зебра МК латинично и кирилично. Во петок ќе продолжуваме темата со интересни гости. Гледајте на.